Проблемот со откуп на винското грозје пред се со Вранец Кратошија продолжува. Откупните пунктови полни со трактори и грозје. Откуп или нема или слаб. Лозарите нервозни бараат итна помош од државата. Откупот да продолжи, бидејќи стравуваат дека родот ќе им пропадне на лозјата. Денеска во посета на Тиквешијата беше дополнителниот заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство од редовите на СДСМ Љупчо Николовски. Тој апелираше владата веднаш да се зафати со решавање на проблемот, бидејќи државата имала законски можности за надминување на ваквите состојби. По повикот за алармантната состојба во Тиквешкиот регион поврзано со откупот на грозјето, веднаш дојдовме да ги посетиме и откупните пунктови, но и да се сретнеме со лозарите. Јас сум згрозен од она што го видов денес овде и од неспособноста на институциите и на државата во решавањето на проблемите и во застанувањето на одбраната на своите луѓе, на граѓаните на цела држава. Она што го гледам, првин е дека грозјето останува и скапува на нивите. Тоа е едниот проблем, неоткупеното, односно неплатеното грозје од минатата година, но она што е клучно е што преку новиот закон за вино, преку измените на законот за вино кои што беа направени, Државниот земјоделски инспекторат и инспекторите се на терен, но не за да помогнат тука на луѓето, туку слушаме за огромни притисоци и огромни проблеми кои што се создаваат. Првин, никаде во законот не пишува дека на еден пункт може да се откупува само за една винарија. Никаде не пишува дека треба да има печати од самата винарија кога се откупува грозјето. Сите овие работи ги констатираме тука, но не ги пишува во законот и очигледно дека се прави притисок врз лозарите, очигледно дека сака да се создаде една вештачка атмосфера, едни вештачки проблеми за кои што некој подоцна ќе дојде да ги реши. Дополнителниот заменик министер за земјоделие нагласи дека државата во ваква состојба имала механизам да го реши проблемот со интервентен откуп на грозјето. Владата, собранието, институциите веднаш да се изнајдат решенија за овие проблеми. Инспекторите да кренат раце од лозарите, да се остават овој процес на откуп да тече така како што бил порано, без проблеми, без тензии, но и да се плати за трудот и маката на лозарите. Проблемите мора да ги решава државата системски, а не паушално. Не може со паушални измени на законите по неколку пати во годината да се лажат, да се оценуваат и да се прави притисок врз лозарите. На почетокот на годината го сменија законот и го се скрати рокот за исплата од 6 месеци на 3. Сега гледаме дека повторно е вратено старото решение. Но не само што е вратено токму овое решение за исплата на 6 месеци, туку се создаваат нови вештачки проблеми на маката и на грбот на лозарите. Она што јас како дополнителен заменик министер, сега и во рамки на министерството ќе го правам, од денес натака е што ќе инсистирам и преку министерството, но и со официјални барања до владата, веднаш државата да застане во решавањето на овој проблем. Решенија има и со интервентен откуп кој што е овозможен со Законот за земјоделство и рурален развој член 37, тогаш кога има пореметувањето на понудата на поборувачката, а тоа е токму сега овој проблем кој што го имат лозарите, со одлука на влада може да се изврши интервентен откуп. Тоа јас лично како дополнителен заменик министер ќе го барам, затоа што ако има пари владата за панорамски тркала, ако има пари за реклами, ако има пари за разни чуда кои што се прават по Скопје, уште повеќе владата со пари од буџетот мора да застане и зад винариите, мора да застане директно зад лозарите. На еден од откупните пунктови затекнавме и лозар кој со своите 86 години не се откажал од работата на лозје, чекаше ред да го предаде на браното грозје, бара помош од државата проблемот да се реши и лозарите весели да го продолжеле гроздоберот. Гроздето Душко тешко се купа, воа од вчера не сме строени овде, нема кај да го дадеме на друго место. На друго место ќе ќе отидов вчера да разтоварам, вика не забрнеа згора да не береме денеска и утре. Маки мачеме. Шеќер Душко се испаѓа шеќер од неговото доме до сега. Ако заврнеш еднаш и тие ќе го изгубиме.
времето си мине, гроздето воа, още не е попушено, ако завърна и ќе попуша смендеревката веќе. Мене ако не бендисуе, никой нема да го бендисуе. И јас секоја година, еве до последните години, 86 години, се околонте. Гроздето убаво, не му го носме се воа вечер и утре ќе го видиш, ќе тече овде. Многумина не сакаа да говорат пред камера, стравувајќи дека ќе се соочат со проблеми при продажбата на грозјето, но не го криеа револтот и нервозата. Коментираа дека се приморани со часови и по цела ноги да седат на откупните пунктови со надеж дека ќе им биде купено грозјето. Нив ги плашат информациите дека од утре немало да се откупува повеќе вранец картошија, иако има уште значителна количина за берба од ова сорта. Се надеваат дека сепак нивното грозје ќе има кој да го купи.